Има приказни што започнуваат со една болка, но завршуваат со надеж. А некогаш токму таа надеж доаѓа преку луѓе кои трчаат стотици километри, собираат донации, отвораат врати и ги отвораат своите срца. Денеска во студиото ни се приклучуваат двајца гости кои се дел од една од најзначајните хуманитарни акции оваа година. Станува збор за проектот за нашите мали херои. Тоа е иницијатива за собирање средства за детската клиника во Скопје, каде секојдневно се лекуваат илјадници деца од целата наша земја. Со нас утрово е председателката на фондацијата Ице Бегов. Добро утро за господјата Елена Бегова. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. И добро утро за спортистот Антонио Пандовски, кој од 2 јули ќе трча од Скопје до манастирот Острог, и тоа не за себе, туку за нашите најмали пациенти. Верувам дека ви е пријатно во нашето студио, ќе имаме еден убав разговор во продолжение. Елена, почнувам со првото прашање до вас. Пред се, како настане идејата за проектот за нашите мали херои и што точно е целта на оваа акција? Вака, се започна кога Антонио не побара со една многу искрена и човечка желба да направи нешто големо, нешто што ќе донесе светлина таму каде што има најмногу болка. Како фондација која што веќе неколку години се грижиме за најранливата категорија на граѓани, не можевме да останеме рамнодушни на ова. Така да ја прифативме иницијативата на Антонио да трча од Соборен храм од Скопје до манастирот Острог. А кон оваа иницијатива ни се приклучи и сопругата на амбасадорот, на словачкиот амбасадор господја Жанет, како и психолошка поддршка имаме и од господјата Амела Мемиш Апостолова. Така да заедно сме во оваа цела наша иницијатива. Така да што за нашите мали херои можам да кажам дека ова не е само акција, него тоа е порака дека тие деца не се сами и дека има луѓе кои се грижат за нив и кои ќе направат се да им го олеснат патот кон оздравувањето. Така. Антонио, ти си човекот кој што физички ќе износи целата оваа акција, околу 600 километри до Острог. Како се роди идејата токму оваа рута да биде символ на надеж? Ова идеја се роди по смртта на мојата мајка, која боледуваше од најлошото нешто што на никој не му го посакувам, тоа е канцер. Бидејќи знаеме нашата медицина колку е напредна сега, решив да направам нешто не за себе, туку тоа да биде за деца, да му вратиш нивната насмевка, и затоа го одбрав овој светол пат точно до манастирот Василиј Островски, бидејќи неговата магија ја знаеме сите како функционира. Пред се, мојата мајка имаше многу голема желба да биде дел од Острог, да стигне до таму, ама не успеа, ја спречи болест. Јас некако и ветив дека јас ќе го посетам тој манастир, но на сосема друг начин, и го одбрав овој символ на надежта. Што за тебе лично значи овој подвиг како спортист, но и како човек? Како спортист, тоа е најголемиот предизвик што ќе го правам до сега. Бара огромна издржливост, посветеност, упорност, но пред се и дисциплина. Но како човек значи многу, бидејќи го правам со полно срце, бидејќи знам за што трчам. Да обезбедам подобро лекување на нашите мали херои, да му вратам таа блескава насмевка. Како изгледа подготовката за еден ваков маратон? Колку време тренираш, колку време се подготвуваш? Искрено, за ваков маратон подготовката изгледа многу тешка. Треба пред се да се спремен физички. Треба да тренираш напорно. Мојата подготовка, трчам секој ден долги дистанци, околу 20-25 км дневно, неделно иде околу од 100 до 120 км. Но не е само и физички, не е и само физичка подготовка, туку и до главата, и во срцето, и во духот. Така. Елена, сето ова делува на вистина обемно и во опрема и во логистика, кога зборуваме за цела хуманитарна акција. Што точно планирате да се набави? Колку средства се потребни? Па да, потребите ни се големи, но мислам дека срцата ни се уште поголеми. И сакаме да обезбедиме апарати и медицинска опрема што ќе направат голема разлика и ќе возможат похумани услови за лекување. Пресметките покажуваат дека ќе ни требаат од прилика можеби
повеќе или помалку околу 50.000 евра, но верувам дека кога луѓето ќе ја видат искреноста на нашата иницијатива и чистата мисла за цета оваа акција, тогаш таа бројка нема да изгледа и така далечна и така недостижна. Така. Колку деца годишно би имале директна корист од оваа акција? Па според некои пресметки, според некои истражувања, мислам дека на Универзитетската детска клиника годишно поминуваат околу 70.000 дечиња, кои што некои се само на болничко лекување, за некои им е потребен и некој подолготраен и поболен третман. А позади сите овие деца не се само они, него стојат и нивните семејства, нивните родители, каде што има некоја мајка што не спие со ноќи, каде некој татко што се уште има надеж и се надева, и така да секоја мала промена, секој апарат, мислам дека им носи олеснување и надеж. А тоа е нешто што не може да се измери во бројки. Така. Како може граѓаните и компаниите да донираат, каде, кога, како? Граѓаните и компаниите ќе можат да донираат преку телефонски броеви кои што ќе бидат отворени и кои што ние навременно ќе ги објавиме по социјалните мрежи и на нашата веб страна, а исто така имаме отворено и наменска сметка на која што ќе можат да донираат и компании и луѓе кои што сакаат да ни ја поддржат нашава акција. Така, како... И сето ова ќе биде транспарентно, да, ќе биде биде достапно. Да, тоа ми беше следното прашање, како ќе се обезбеди транспарентноста? Тоа ќе биде, ако нешто можеме ние да направиме за лицата што ќе донираат за граѓаните, тоа е да биде да имаат да знаат каде ние да им овозможиме да следат и да гледат каде им одат нивната помош и нивните донации. Така да што ние ќе организираме тоа да биде секојдневно следено колку се има обезбедено средства, колку се има донирано, така да што од најмалиот денар до последниот апарат што ќе биде дониран, ќе биде јавноста информирана. Така. Антонио, ќе има ли некој начин граѓаните да те следат по пат, преку мапа, социјални мрежи или средби во градовите каде што поминуваш, како е тоа организирано и спланирано? Да, ќе има секојдневно ќе бидат ажурирани податоци на мојата социјална мрежа. Ќе има точки за да може да ме следат до каде сум. Апелирам и кој што сака може да се придружи на дел од патот, да ми се приклучи, но или едноставно да излези да поздрави. Сакам со оваа мисија да направиме едно големо обединување, да се сплотиме како едно. Ако треба да ни кажеш во една реченица зошто трчаш, тоа што за нашите мали херои. Така, но и вака и лично за тебе, колку време ова го практикуваш и што тоа тебе ти променил трчањето? Трчам од кога знам за себе. Трчав прво рекреативно, потоа почнав да се бавам така со атлетика и видов и кога стасав до некој си ниво дека јас стварно можам да издржам многу вака километри, се чувствувам доволно спремен, решив да правам проекти вака и во иднина. Како ова акција? Како ова акција, да. Елена, во време кога луѓето се уморни од вести, проблеми, политика, што би им порачале на сите кои што не следат утрово, зошто е важно да биде дел од оваа акција? Па вака би им порачала само едно, дека надежта не умира додека се уште постои добрина. И точно е дека сите сме уморни од лошите вести, од стресови, од секој невието, но кога ќе видиш еден млад дечко кој што 600 километри ќе ги истрча во чест за децава на детската клиника, тогаш за децава кои што не можат ни да одат ни до аголот на болничката соба, тогаш мислам дека сваќаш дека се уште има светлина, дека има надеж. Има надеж. Така. Како изгледа моментот кога ќе видите дека дете добива подобри услови за лекување благодарение на една ваква ваша иницијатива? Па тоа не може да се опише со зборови. Тоа е доволно само да ја видиш некоја детска насмевка, да ја видиш светлината во очите на родителите, нивниот поглед. Ние не сме лекари, но сепак мислам дека и ние можеме да лечиме преку грижа, преку емпатија, разбирање, да, поддршка. преку разбирање, поддршка. Така.
И за крај ете прашање до двајцата, што би било доволен успех за вас, кога ќе знаете дека ова навистина вредел? Вака, според мене успехот не е бројка. Успехот е кога една мака, една болка ќе стане полесна. И ако со оваа акција успееме да допреме барем еден ден и да придонесеме барем еден ден надеж плюс, мислам дека тогаш апсолутно ќе знаеме дека сме на правиот пат. Така. Исто да се надолжам да почувствува семејствата дека стварно има голема поддршка, дека се уште има луѓе што се грижат, што веруваат во добро и што веруваат во подобро утре. Така. И уште еднаш на крај да ги повториме деталите, кога почнува целиот овој твој подвиг, кога дали може граѓани да те испратат, во колку часот да дојдат да те дадат поддршка? Подвигот почнува на 2 јули пред Соборен храм тука во Скопје со почеток од 8 часот. Апелирам кој може, кој е во можност тој ден, нека повели, нека дојде да биде подобар патот, посветол и да стигнеме до крајот. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро, секако ги следиме сите активности како фондација и што е ново, сме тука отворени за соработка и да најавим. Ви благодарам и на вашата покана. Благодариме уште еднаш.